Здраво, јас сум Златко Ѓелески, а ова е нултото издание на мојата YouTube емисија Видеологија, во која имам намера да ви ги представам причинителите и мотивацијата за настанувањето на емисијата, незините цели и намери, односно ова ќе биде еден своевиден манифест во кој би сакал да се придржувам. Еден од главните мотиватори за отпочнувањето на емисијата е потребата да се допре до што е можно поширока демографија, со цел да ја демонстрирам моќта на филмската критика, да ја истакнем нејзината незаменлива улога во животот на секој човек, кој е подготвен да се изложи на благодетите од конзумирањето на филмската уметност. Моите анализи ќе бидат посветени на исклучителни филмски дела, кои со својата актуелност ќе станат стожери на времето во кое живееме, но исто така ќе се обидам да допрам и до универзалните вредности и мерила до кои посегнуваат филмовите, додека нивните граници постојано бледеат. Со оглед на тоа што неправедно се истиснува филмската критика од сите можни медиуми, јас го жртвувам моето слободно време и познавање за да допрам до тој еден незин слушател и гледач кој ќе посака да слушне нешто повеќе за мојата селекција на филмови, од кои се надевам дека некои од нив ќе им му станат омилени. Ако целта на филмовите е да се покренат прашања, задачата на критичарите е да ги анализираат истите, со намера да послужат како медиатори помеѓу гледачот и авторското дело. Подолгогодишна потрага на соодветната платформа за овие микрорецензии, патот ме доведе до YouTube, затоа што овој медиум ги користи сите потребни елементи за воспоставување на диалог пред се со помладите генерации, па очекувајте Видеологија да исполни дигитални полици со анализа на филмови кои ќе го натежнат сајбер просторот. Ќе се обидам на секој начин да ја надоградам емисијата за да стане прирачник за толкување на модерните филмови кои ден денес ги гледаме, предупредувајќи не дека утре ќе ги живееме. Самото име е настанато како сплет на две околности. Едната е представката видео, која има повеќе слојни значења за мене, дали стана збор за видеодрам на Кроненберг, или за видеокасети, или за самиот формат. Ниту едно од овие начела не е исклучено, но поидовната основа на емисијата е идеологија, односно потрагата по значењето, зад значењето, побудата, поривот за создавањето на уметничкото дело, односно гребењето по површината на пораката од јадрото на делото. Ќе се обидам со сите техники на критиката да допрам до спознанието, односно преведувајќи го филмскиот јазик од абстрактна во избрусена и сосредоточена анализа. И не гарантирам дека нема да ме понесат емоциите, затоа што колку и да се обидувам да глумам дека интелектот ќе доминира, сепак и јас сум човечко битие и далеку сум од совршена аналитичка машина. Што се однесува до моите квалификации, зачетокот на професионалните ангажмани на поле на филмската критика ги бележам во 2008 година со издавањето на првиот број на мојот филмски фанзин Кошмар, кој достигна 14 изданија. Од 2011 година јас сум филмски критичар и уредник на веб страницата Movies.mk, а истата година започнав да работам како радиоводител на емисијата Данс и Макабре на канал 103, која ја водам до ден денес. Од 2012 година работам како филмски критичар во неделниот магазин Граѓански, а во 2013 година сум добитник на наградата за најдобра филмска критика на филмскиот фестивал Cinedis. Во 2016 година, па се до ден денес, сум филмски критичар за месечниот магазин Film Plus, а 2017 година бев дел од жири комисијата за филмска критика при филмскиот фестивал Cinedis. Видеологија ќе почне со објавување на изданијата во декември 2017 година и на почетокот ќе бидат објавувани нови видеа секој понеделник и петок, односно на почетокот и на крајот на работната недела, со време трајање од неколку минути, во обид да не ви одземам преголем дел од вашето внимание, а понатаму периодичното објавување на нови видеа ќе варира во зависност од нивната потреба и побарувачка пред се. Во секој случај, доколку ве интересира понудениот концепт и материјал, лајкувајте ги, споделете ги на социјалните медиуми и следете го или букмаркирајте го овој канал. Што поголема станува мрежата на почитувачи на Видеологија, толку подобар станува диалогот за квалитетните филмски остварувања кои се способни да променат нечиј живот.
Огромна благодарност до Ристо Манасиев, дизајнерот кој го создаде логото на емисијата, кој го символизира сето тоа што идеолошки го представува видеологија. Се извинувам однапред за послабата резолуција и звукот на видеата. Имам лимитирани извори и услови за работа, не сум аниматор, но ветувам дека секојаш ќе се обидам да го дадам максимумот кој ќе ми го дозволат можностите. За крај мене ми преостанува само да ви се заблагодарам за вниманието и за можноста да продрам со изданијата на видеологија на вашиот голем или мал екран. Седнете, врзете го појасот и поаѓаме. Се гледаме во филмовите.